Членови на Институтот Ромалитико, граѓани и вработени во јавното претпријатие Чистота и зеленило, денеска го чистеа од смет детското катче во Бавчи со акцијата која е во рамки на проектот Заедно за просперитетна заедница, кој го спроведува Ромалитико, а по повод меѓународниот ден на планетата Земја. Во втората фаза од акцијата е предвидено и обновување на катчето. Пробуваме да го направиме убаво место за заедницата, пробуваме да ги втората фаза на оваа акција ќе биде исто така и да го обновиме игралиштето. Значи тука сме заедно со локалното население, заедно со нашите поддржувачи на проектот да го обновиме игралиштето, да ги обновиме условите, да го исчистиме местото, да дадеме на дознание дека ова е за заедничко добро, дека ова е заедничка акција и дека некои работи што зависат од нас може да ги превземеме и да ги решиме брзо. Пред се благодарност на сите кои што се вклучи активно во оваа акција, благодарност голема до заедницата, благодарност голема до останатите алумни, студенти кои што дојдоа дури од другите градови, голема благодарност до општината и огромна една благодарност морам да упатам до јавното претпријатие Чистота и зеленило кои што ни помогна многу за да ја реализираме оваа акција. Сакам да апелирам до сите граѓани на Куманово да престанат да фрлаат ѓубре вака и да престанат да прават диви депонии, не само од локалните кои што тука живеат, туку и оние кои што го донасат ѓубрето со мотокултиватори од другите делови од градот. Општината заедно со Центарот за ромска заедница Дром пред 2 години во рамки на проект изгради вакво катче со цел да ја покрене свеста на населението за зачувување на животната средина и намалување на отпадот. Меѓутоа и покрај неколкуте акции за чистење на јавното претпријатие Чистота и зеленило, граѓаните на оваа локација повторно фрлаат купишта смет. Проектот Заедно за нас Ромалитико ќе го спроведува до јуни 2025 година, а предвидено е да опфати 17 општини. Планот е да направиме што е можно повеќе акции кои што ќе бидат за заедничко добро, без разлика кој, каде и како. Важно е заедницата да почувствува дека ваквите места се исто така и нивно место е исто така за да можат да го потребуваат за децата, за постарите и за сите останати. Генерално, како што кажав, овој проект е до јуни 2025 година. Нема да покриваме акции кои што ќе бидат само поврзани со расчистување, туку имаме и примери од други акции. Целта беше заедницата сама да дојде со приоритетите и да ни каже што всушност им е ургентно и како можеме да го превземеме заедно за решение. Во Куманово заедницата алармирала за чистење на детското катче, речното корито, уредување на канализациона мрежа во Средорек и улично осветлување.